ВМРО ДПМН може да помогне само доколку се приклучи на нашиот план за имплементација на Законот за јазици. Како што знаете, во саботата направивме една драфт верзија на планот, кои се обврските на институциите, кои се обврските на владата, на собранието, така да слободно ги повикувам да бидат дел од тој план за да помогнат во имплементација. Бидејќи ова е неповратен процес. Ова е дел од Уставот на Република Македонија, од уставните амандмани од 2001 година, така да мислам дека само губиме време со вакви јалови обиди во кои што политичките партии се обидуваат да јават на бранот на јавното мислење за да добијат политички поени. Прво укажува дека немаат суштинска конзистентна политика по однос на важните прашања кои што ги засегаат граѓаните, така да најсериозно им нудам да бидат дел од тие работни групи како да се имплементира законот, бидејќи секој друг обид ќе биде јалов. Имаше одредени корекции на првичната верзија на законот. И тоа поради одредени ставови дека прашањето на употребата на двојазичноста во униформите на војската и во парите може да биде надвор од уставот. И со цел да не оставиме одредба која што е сомнителна, која што може да биде предмет на одредена мерка на Уставниот суд, решивме таа мерка да се тие два члена, односно две прашања од законот да се повлечат од Законот за јазици, и тие не се дел од актуелниот закон, и тие да се пратат на Венецијанска комисија за верификација, доколку тие сметаат дека тие одредби се уставни, тие би се вратиле во законот, доколку сметаа дека не се уставни, тие би останале надвор од законот како што се сега. Меѓутоа, тоа беше прашање кое што е разговарано со коалиционите партнери на време, имаше одредени идеи да се прати и целиот закон, меѓутоа логиката е дека треба да се пратат само спорните одредби и тоа така ќе биде. Меѓутоа, мој личен став е дека додека господја Каракамишева е представник на Македонија во Венецијанската комисија, ништо не треба да се прати од овој закон, бидејќи таа веќе се обидува да направи субјективно влијание во однос на законот и сметаме дека нема да има, барем кај граѓаните, перцепција на објективност во проценката, меѓутоа сепак ќе оставиме да разговараме деновиве со коалиционите партнери, дали ќе ги пратиме сега тие две одредби или ќе видиме такви деструктивни елементи бидат повлечени од Венецијанската комисија. Законот за употреба на јазиците е донесен без да ги знаеме финансиските импликации. Дали може да ни кажете конкретно отприлика колку би изнесувале тие финансиски импликации? Истите вакви прашања беа и тогаш во 2001 кога албанскиот јазик стана официјален во општините. Истите прашања дали има доволно пари, меѓутоа сметам дека за обезбедување на едно фундаментално право на граѓаните да комуницираат со својата држава на јазик кој што го разбираат, да станат лојални и интегрирани граѓани, нема пари кои што треба да се проценат. Така да ќе се обидуваме максимално да ги искористиме постоечките капацитети, бидејќи сега имаме од едно хоризонтално користење на албанскиот јазик како службен и вертикално користење во централните институции, се до председателството. Така да ќе се обидеме да ги искористиме постоечките човечки и техничка инфраструктура, меѓутоа доколку ако произлезат и дополнителни потреби во смисла на таа техничка и човечка инфраструктура, државата е должна да ги обезбеди тие средства.